Добро, почитувани, се уште не стигнал скандалот со вработувањето на Бесмире Јупи во МНР. Антимакедонската СДС се уште нема вистински одговори со што Јупи заслужила да биде дел од МНР и дали тоа не е чекор до нејзино именување за генерален конзул, а сепак не застануваат со скандалите за охлебување на своите партиски миленици и функционери. Почитувани, партиската функционерка на антимакедонската СДС Емилија Костурска од Битола е вработена во АЕК за плата од 55.000 денари, на место со работник за информатички технологии, а доаѓа од позиција долгогодишен наставник во Средното медицинско училиште во Битола. Антимакедонската СДС мора да објасни како Агенцијата за администрација оценува дека 56 годишната наставничка од медицинското училиште во Битола е посоодветна за позицијата соработник за информатички технологии во АЕК, е посоодветна од 35 годишник со завршени информатички студии, кој што исто така конкурирал на огласот. Антимакедонската СДС мора да објасни дали зад максималниот број на поени за работа во АЕК и 5 поени разлика од кандидатот информатичар, пресуден бил фактот што Емилија Костурски е член на Централниот одбор на СДС и заменичка на екс-градоначалничката на Битола. Почитувани, Македонија тоне во кризи и во сиромаштија, а буџетот се користи за вработување на партиските миленици на ДУИ и антимакедонската СДС. Половина милион граѓани живеат во сиромаштија, со енергетска криза предизвикана од криминал ја доведеа државата во банкрот, ама важно е кадарот на ДУИ и на антимакедонската СДС да биде ухлебен. Наместо да се занимаваат за струја, за газ, храна, млеко, наместо да се борат со растечката инфлација, тие го користат буџетот за вдомување на своите миленици во администрацијата и плата од празниот буџет. Ова, почитувани, мора да има крај и затоа се потребни итни, тројни избори, парламентарни, председателски и референдум. Ви благодарам, дозволете ми да ви одговорам и на прашањето кое што дојде пред почетокот на оваа пресконференција, а се однесува на соопштението од кабинетот на Стево Пендаровски и неговата посета во Охрид, каде што се представува дека е Стево Пендаровски покровител на 35-тиот Охридски пливачки маратон. Почитувани, ова е дно, ова е срамно. Стево Пендаровски се криеше и се откажа од покровителство на маратонот. Стево Пендаровски соопшти дека маратонот нема да се одржи. 35-тиот Охридски пливачки маратон се одржува денеска благодарение само и само на градоначалникот Кирил Пецаков и на општина Охрид. Еден маратон Стево Пендаровски не е во состојба и не е способен да организира или да поддржи, а не пак да води држава. Срамно е и недостоинствено Стево Пендаровски денеска да се представува како покровител на 35-тиот Охридски пливачки маратон. Ви благодарам.